Кога одлучувачките фактори низ институциите во државата ќе се ја заглават самата држава, нема разумен што ќе ја одглави. Таква е констатацијата и во случајот со мини хидроцентралата на Мала река, за која сите релевантни екофактори велат дека ќе ја наруши и загрози природата, ама таа сепак мора да се гради. Мора затоа што инвеститорот си ги добил сите дозволи, мислење и документи, па ако некој му застане на патот, неофицијално ќе мора да го обештети со над 20 милиони евра. Неверојатни 20 милиони евра. До сега веќе се кажавме од ставовите, од сите негативни влијанија кои ќе ги има врз природата, од тоа на кој начин се добивани сите тие дозволи. И сега дојдовме до фаза дека никој не е крив и дека сега се треба криви граѓаните што барат да не се гради тоа, да не се гради централата и дека обештетувањето ќе бидат не знам кои суми. Ако во оваа држава гледаме и правиме од каде може да се заштедат тие пари, постојат минимум 30 проекти кои последните 3 месеци во државата се збореше дека се прекомерно плаќани. Ниту еден од тие прекомерни плаќања не отиде за доброто на граѓаните, ниту за заштита на природата и здравјето на луѓето, туку во нечии приватни џепови. Јас нема да навлегувам во детали, но ако мислат дека ќе ни се закануваат со тоа дека ние треба да плаќаме пенали, дека ние сме виновни дека државата ќе плати, многу работа има за тоа да се кажат. Нека најдат кој ги потпишувал документите, кој им дозволил да го однесат тие тешки машини таму на реката и да ја уништуваат природата, нека бараат кој им дозволил воопшто да ја прават таа хидроцентрала која нема никаква економска оправданост. Тоа се прашања на кои треба да одговарат, а не да на граѓаните да им представуваат колку ќе биде обештетувањето, кое кога го споредиме со сите трие тендери кои излегува во последните неколку години, мислам дека е минорно и небитно. А здравјето на граѓаните нема цена. Таквата сума, иако освен во документи, во друго ништо не е инвестирано, ги прави беззначајни сите реакции на екологистите, на граѓаните од Кочани, на советниците во локалниот совет, па дури и најавите од претходниот премиер дека државата ќе застане зад проблемот, ќе им застане на пат на мини хидроцентралите и ако е потребно ќе ги обештети. За чудо, последните година-две, сите како да го заборавија проблемот со мини хидроцентралата на Мала река, или едноставно кренаа раце, прашувајќи се против кого и со што ќе се борат. Од подруг аспект гледано сега се поставува прашањето: како тоа државата се доведува во ситуација да плаќа милионски евра пенали само затоа што некој сакал некому да удоволи? Можеби сличности со Мала река имаат коридорите 8 и 10, каде пак со народни пари може да се плаќаат милионски пенали. Дали тоа значи дека дојде време кога не е важна штетата на државата и на граѓаните, туку ќарот на поединците?